Добар ден, ученици! Добре дојдовте повторно во нашата училница, каде ќе работиме математика за 600 оделение. Јас сум Снежана Катличка, наставник по математика од Основното училиште Браќа Миладиновци од Куманово. За да ме следите во работата, имајте пред себе тетрадка и прибор за пишување. Секогаш кога ви е потребно повеќе време, можете да си го дадете така што ќе го стопирате видеото, а откако ќе ја завршите работата, ќе продолжите со истото. Денеска ќе работиме поставување и решавање на текстуални задачи. Да ги видиме целите на денешниот час. Бидејќи текстуалните задачи се зададени со текст, треба да умеш зборовите во текстот да ги замениш со соодветна операција: собирање, одземање, множење, делење. Да дадеш загради таму каде што е потребно, непознати x и така натаму. Следно, текстот да умееш да го запишеш како математички израз. Значи, применувајќи ги операциите што си ги одредил за зборовите во текстот, да ги составиш во математички израз, користејќи ги, повторно велам, знаците за собирање, одземање, множење и делење, знаците за операција, загради и слично. И се разбира на крајот да ја пресметаш вредноста на изразот. Да ги видиме чекорите при решавање на вакви текстуални задачи. Текстуалните задачи се извршуваат во неколку чекори. Тоа се следниве. Најпрви треба внимателно да ја прочиташ задачата. Тоа се прави ако е потребно и по неколку пати. Се додека добро не ги утврдиш дадените познати и непознати величини и врските што постојат помеѓу нив. Потоа, следниот чекор е да одлучиш кои операции треба да ги користиш откако претходно си ги утврдил врските помеѓу зададените елементи. Следен чекор е да запишеш математички израз. Значи, откако внимателно ја прочита задачата и одлучи кои операции постојат помеѓу дадените елементи, кои врски постојат помеѓу нив, тоа го изразуваш со математички израз. Значи, текстуалната задача, текстот, го преведуваш на математички јазик со математички израз. Ја решаваш задачата и на крајот правиш проверка и го запишуваш одговорот. Кои се зборовите кои ќе ти помогнат за која операција треба да се одлучиш? Зборовите што ќе ги сретнеш во текстот можат да бидат додади, поголем за, зголеми за, повеќе за, збирот од и слично, кои што ќе ги замениш со знаците за операцијата собирање. Доколку ги сретнеш зборовите намален за, помал за, разликата на, намали го за толку и толку, значи ќе го употребиш по изразот, ќе го употребиш знакот за одземање. Знакот за множење ќе го употребиш ако ги сретнеш следниве изрази: производ од,
поголем за толку и толку пати, зголеми го толку и толку пати, помножи со и слично. Односно, со операцијата делење ќе ги замениш зборовите количникот од, намален толку и толку пати, помал толку и толку пати, подели со тој и тој број и така натаму. Значи, ако во текстот на задачата ги пронајдеш некој од овие зборови, ги заменуваш со знаците за соодветната операција. Да го видиме тоа во конкретни примери. Еве една задача. Збирот на броевите 352 и 68 намали го за 100. Значи, поимот или зборот збирот треба да го замениш со знакот за собирање. Намали го за треба да го замениш со знакот за одземање. Ајде, можете да го стопирате видеото и да го запишете изразот и секако да го решите. Еве го одговорот, се надевам дека вакав израз запишавте. Значи, збирот на броевите 352 и 68 ќе го представиме на овој начин, ќе го сместиме во заграда, бидејќи тој збир треба да го намалиме, значи да одземеме 100. Потоа применување на пресметување, збирот е 420, го намалуваме за 100, добиваме 320. Ако вака ја изработите задачата, тогаш тоа е точно. Следна задача. Зголемија 5 пати разликата на броевите 256 и 42. Еве ги изразите што треба да ги замениш со соодветни знаци, за да составиш математички израз. Можете да го стопирате видеото, а потоа да продолжите. Се надевам дека ова е изразот што и вие го запишавте. Значи, што треба да се зголеми 5 пати? Разликата на броевите. Значи, еве ја разликата. Ја применуваме операцијата одземање, односно знакот минус го запишуваме. Таа разлика зголеми ја, значи помножи со 5. Ја извршуваме операцијата во заградата. 256 минус 42 е 214, множиме со 5, 1070. Доколку вака ја решите задачата, тогаш точно сте извршиле работата. Еве, повторна задача. Андреј има 98 џамли. Неговиот другар Зоран има 3 пати повеќе од него. А Павле има половина од Зоран. По колку џамли има секој од нив? 3 пати повеќе, половина од. Значи, ова се зборовите што треба да ги замениш со математички израз. Стопирајте видеото, за да можете да извршите работата. Да видиме. Ако одговорите вака,
со ваков израз, тогаш добро сте завршили. Андри има 98 џамли. Неговиот другар Зоран има 3 пати повеќе од него. Значи, 3 пати повеќе се заменува со знакот за множење. Ако 98 помножиме со 3, ќе го добиеме бројот на џамлии на Зоран. А Павле пак има половина од Зоран. Тогаш тој производ, ако го поделиме со 2, ќе ги добиеме џамлиите од Зоран. Зошто во изразот не употребуваме заграда? Затоа што операциите множење и делење се операции од искрет и ниту една од нив нема предност, туку имаат иста важност. Тоа значи се извршуваат по редоследот по кој се зададени. Значи прво множење, потоа делење. Прво ќе помножиме 98 по 3 е 294, поделено со 2, 147. Значи, одговорот е следниот. Зоран има 294 џамлии, а Павле 147. Еве уште една задача. Кој е бројот кој намален за 35 дава 16? Значи, во овој текст гледаме дека имаме една непозната. Тоа е некој број кој е намален за 35. Тој непознат број треба некако да го означиме, така што ќе го составиме математичкиот израз од овој текст, внимавајќи на податоците. Стопирајте во видеото и продолжете со работа. Еве го одговорот. Непознатиот број го означуваме со X. Намален за 35. Че ќе го замениме со минус 35. Еднакво на 16. Дава 16. Значи добивме една равенка со непознат намаленик, намалител, разлика. Намаленикот во равенката го одредуваме така што на разликата го додаваме намалител. Ке сметуваме, значи непознатиот број е 51. Тоа значи дека бројот кој намален за 35 дава 16 е бројот 51. Ако бевте успешни и ги решите точно барем некој од задачите, тогаш ви честитам. Еве некои активности што треба да си ги спроведете дома, за да бидете поуспешни во оваа работа. Значи, наставната единица ќе ја сретнете на страна 31 во учебникот и таму имате и повеќе задачи за вежбање. Значи, на истата страна. Ви посакувам успех и се гледаме со следниот час. До гледање.